гости, почитувани приятели на естрадната музика, почитувани родители и роднини на нашите ученици и разни други гости кои сте вечерва присутни во салата, здраво и добро дојдовте на нашиот традиционален школски новогодишен концерт. Како што веќе, односно овој концерт, повеќе од 15 години го организира музичкото студио Урзум во соработка со Црвениот крст на град Скопје и затоа истиот овој концерт носи освен музичка и хуманитарна порака. Како што гледате веќе на нашето лого Урзум за Вале, значи концертот вечерва го посветуваме на една многу интересна личност, дама, која почнувајќи уште од своето детство до денес редовно била активна во огромен број хуманитарни активности и действија. Од секогаш била спремна секому од срце да му помогне. Во последниот период од незината новинарска кариера има објавено редица текстови во кои повикува на хуманост. Пишувала за Тоше, за мајка Тереза, за крводарителите, за денот на дрвото и директно учествува во огромен број добротворни концерти, приредби и разни хуманитарни манифестации. Да ја поздравиме Валентина Ѓоргиевска-Паргов. Добро вечер и од мене. Ја имам чест оваа вечер да ве поздравам од името на Црвен крст на град Скопје. Знаете, велат во последно време хуманоста нема, хуманите ги нема, меѓутоа воопшто не се согласувам со тоа, поради тоа што токму ваквите концерти и токму вие хумани луѓе докажувате дека за хуманоста треба желба, мотив и потик за истата да ја има во нашето општество. Така да од се срце ми е мило што сум вечерва овде, искрено ве поздравувам и посакувам пријатна вечер и сум благодарна што ве гледам во толку голем број вас хумани луѓе. Ви благодарам. Секако поздрав и од мене, Катерина Сеновска, дисковска новинар во Македонската радио телевизија. Јас веќе 10 години наназад сум дел од ова новогодишно случување, значи ги поздравувам гостите и уживам секако во прекрасните интерпретации на Јанко, Жаки и на нивните ученици. Оваа година кога се слушнавме со Јанко и кога ми кажа за кого ќе биде посветена оваа вечер, ќе биде за Вале Ѓоргиевски, ме праша дали ја познаваш, викам сигурно 20 години ја познавам Вале, меѓутоа задоволство ми е што оваа вечер е посветена токму за Вале, затоа што верувајте, не сум себична, искрена сум, најубавите текстови новинарски токму за мене, за сите фестивали што ги водам и манифестации емисии ги има токму Вале напишано. А ете, сосвен случајно се сретнавме вечерва овде кај овој новогодишен концерт. Значи, уште еден мотив поубаво сите да се чувствуваме, нели? И подосна Вале ќе ве поздрави, секако ќе дадеме и неа збор, нели? Драги гости, дозволете и јас да ве поздравам и да ви посакам пријатен амбиент со нашиот концерт. Овде вечерва, освен искусните гитаристи, ќе настапат и ученици гитаристи кои за прв пат се на сцена. За тоа ќе ве замолам да не ги штедите дланките. Задолжително ќе ни бидат од голема корист вашите аплаузи, да ги охрабриме нашите ученици. Сакам да ја поздравам АТВ телевизија, која веќе 15 години ги снима нашите концерти и ги пренесува на нивната програма. Ги поздравувам камерите на популарната детска шоу емисија Во светот на децата. Исто така, сакам да ги поздравам и МТМ телевизија, и ТВ Сонце, кои се вечерва присутни тука со нас. И секако ги поздравувам и сите други ТВ куќи што се вечерва тука со нас и новинари кои се присутни на нашиот концерт.
Посебно сакам да ја поздравам нашата вечерашна славеничка Валентина Георгиевска Марго. Искажувајќи ја мојата бескрајна почит кон нејзиниот личен карактер и стил на новинарско и поетско изразување. И сега, за да не биде некој од децата наши прв, како што веќе сме договорени, прво јас и Жаки ќе испееме една песничка, а после тоа ќе почнеме со представување на нашите ученици. А песната што ќе испееме ќе биде за еден од најхуманите луѓе и естрадни уметници во историјата на Македонија, Тоше. Дали постои надеж, љубов јас да те наречам, долго срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја срна, шума е душава, цела ноќ бегаш и пред зори заспива. Усни на усни, тиха музика, цело колку си убава, очи во очи, трајво душава, срце во срце, сакај ме најмила. Bude odavni polezeno, ti si beskrajno moja, carstvo si ljubovno, tuka nema vreme, duge ni pravila, tuka sme nije načekon od večnost. Usni na usni, tiha muzika, race do kost, kolku si ljubava, oči vo oči, kraj vo dušava, srce vo srce, sakaj me najmila. Srce vo srce, sakaj me najmila. Тоа беше нашиот поздрав до сите вас, а сега почнуваме со нашите ученици. Го повикнувам најмалиот и најсимпатичниот и најхрабриот вечерва, Јован Колевски. Јануарски уписи за курсеви по гитара, естрадно пеење, теорија на музика, компонирање, аранжирање и друго. Наставата ќе започне на 1 февруари. Повелете на телефон 2670-538. Узун, музичко студио, естрадна школа Скопје.
Ангела Наумовска. I ova devojče za prv put se pojavila na scena ova godina. Tijana Hadživasileva. Majstorski odsvireno. Ivana Gekić.
Златанов. Една романтична, бавна песничка и можете и вие со нас да запеете. Джурджердан. Георги Наумовски. Айде, Георги, пръв път на сцена.
пак на сцена, браво! Па видите сега играчињата и се влезат на дечињата, знаете? Не е тоа лесно. Елена Стојковска. Јануарски уписи за курсеви по гитара, Естрадно пеење, теорија на музика, компонирање. аранжирање и друго. Наставата ќе започне на 1 февруари. Повелете на телефон 2670-538. Узун, музичко студио, естрадна школа Скопје. Марија Којчевска. Едно убаво оро.
Ванеска, House of the Rising Sun. Ajde, kugle. Сега цвекето беше от плачето или от симпатията беше? Иван Гекич, не си го продавай Коло Чифликов. Илиевски.
umetnički, bravo! Јануарски уписи за курсеви по гитара, естрадно пеење, теорија на музика, компонирање. аранжирање и друго. Наставата ќе започне на 1 февруари. Повелете на телефон 2670-538. Узун, музичко студио, естрадна школа Скопје. Ајде сега, ќе испееме уште една песна сите заедно. Не ли ти стига мојата младост? Валентин Стојановски. 3 и... Кажи, кој те милува,
кажи ми ти. И на сите творови верувай ти. Не ли ти стига твоята радост, кажи ми ти. И на сите творови верувай ти. Ана Богатинова. Лош де добре. Virtuoso, bravo! Bravo Ana! Maja Stanković!
Димитър Стайковски, Let It Be, Beatlesi.
А сега нашиот стар гостин од Берово, затоа што Жаки од Берово мора беровчани да викаме. Горан Симески. Да го поздравиме Скопскиот фестивал Филиграни. Тоа е фестивалот на убавата Катер. Јануарски уписи за курсеви по гитара, естрадно пеење, теорија на музика, компонирање. аранжирање и друго. Наставата ќе започне на 1 февруари. Повелете на телефон 2670-538. Узун, музичко студио, естрадна школа Скопје. Ајде продолжуваме ние со нашите ученици. Наред е Михаил Мирчевски.
Александра Станковска. Да изгледа, таа сама ќе си свири и ќе си пее. Слушате сега малко. Love by the drum. No, it's the time of the day. Turn at the past, there's no easy way. Time's come between us and makes no one else. God is meant to be, so we should together, my friend. Living our dreams while you on top. My mind is aching, Lord, it was good. That's how it happens, live on love by the drum. I've been on the road and worn down shoes, talking my good fast and singing the blues. You say home and I'll stay behind. You will know it's just a matter of time. We're living our dreams while you're on top. My mind is aching, Lord, it won't stop. That's how it happens, live on love by the drum. How it happens, live on love by the drum. That's how it happens, live on love by the drum. Тоа е тоа, браво! Одиме понатаму. Зорица Смилевска. Ајде, малко е оплашена, ама сега ќе видите како се свири.
Борислав! Колко беше упростено да ви отси? Супер! Борис Цикарски. Веќе на второто читање ја пее песната. Значи невероятно нешто. Самиот текст ми направи веднаш да ја пеам оваа композиција, што ќе ја свири сега Борис. Ама слушнете го малко текстот, колко интересен. Што значи љубов кога една верна особа, жена, убава жена, која што си го чека, си го сака, вечно својот партнер, својот дечко или сопруг и така натаму, вечно, бескрајно вечно, слушнете, либе чека дур довека, дури птици кога молкнат, дури реки кога секнат, либе чека дур довека, дур од небо кога паднат и соништа некој задни, либе чека дур довека. Сета младост над гергелот бел, сите желби и сништа од срце изел, довека да чека, довека да пека, дома да си дојде тој. Либе чека дур довека, на прозорци, на прагови, тешка е соуза сека, либе чека дур довека. Крај ковчези, крај берези, се заснежи коса мека, либе чека дур довека. Јануарски уписи за курсеви по гитара, Естрадно пеење, теорија на музика, компонирање. аранжирање и друго. Наставата ќе започне на 1 февруари. Повелете на телефон 2670-538. Узун, музичко студио, естрадна школа Скопје. Сега вие нема да слушнете песната како јас ја пеам. Таа е стара песна, ама сега ќе го слушнете звукот што јас го пеам. Прозорци на прагови, тешка е солза снега, либе чека дур довека, крај ковчези, крај белези, се заснежи коса мека, либе чека дур довека, сета младост над гергелот бел, сите желби и сништа од срце изел, довека да чека, довека да пека,
молбата си дойде той. Лиде чека трудове. Браво! Малко са грешки, малко са точно свири, успяхме. Браво! Сега Даниел Наумовски. Едно оро, наречено пролетна румба. Айде! Майсторска работа! Сега ќе замолам нашата вечна водителка за Узун и за пилиграми, убавата Кате, како музички новинар, како водител, како колега, да прочита нешто за нашата славеничка Вале. Да прочита еден текст од Вале, затоа што и Вале е новинарка. Јас, како новинар, кога ги читав, навистина во себе чувствував вознемиреност. Еве, вечерва, овдека на овој хуманитарен овогодишен концерт на школата и студиото Узун, ќе ви прочитам еден, напишан токму посветен за Тоше Проески. Пред и по Тоше. Многу е тешко да се потенцира било што за пред и по Тоше. Секако дека по Тоше и кај мене желбата се изгуби. Јавно кажав дека уште првиот ден, кога замина и никој не ми замери. Тоше беше друга личност, друга димензија. Сосема друга енигма за сите нас и затоа поврзаноста на секој од нас со него ја оправда и мојата поврзаност. Во Македонија многу работи се мерат напред и по Тоше. Ништо не е исто ни пред неговото појавување, ни по неговото заминување. Но, од друга страна, сваќам дека нему светот му беше мал.
Оваа планета му беше тесна и едноставно мораше да го напушти овој облик. Тоше беше едно цунами, една фурија, еден феномен, кого што сите ги запрепасти и шокира. Многу кратко живееше, баш како метеор. Се појави, светна, блесна и исчезна. Целата ситуација, колку и да ја анализирам, мене ми е како лабиринт. Ако одговорам на едно прашање, се јавува друго. А ако тоа го одговорам, повторно нешто ново ќе се јави. Тоа беше Тоше, ќе реше нашата словеничка Валентина Ѓорѓиевска. Значи, ово е еден од стотиците текстови што нашата славеничка Вале ги има испишено по разни медиуми, пишани и ТВ медиуми. Затоа, музичко студио Узун ќе подари, ќе посвети на оваа вредна особа и хумана особа, која стотици текстови повикува на хуманост. Пофалница за Валентина Ѓорѓиева Парго, врвен новинарски придонес во хуманоста. Еве пофалницата за вечен успомен. Се чувствувам волшебно, бидејќи ова е, слободно можам да ја наречам, една од моите најволшебни вечери и нема да ми забележите, иако може би некоја солза капне или може би малку повеќе трема од обичаено. Пред се сум премногу почестена и горда што го држам ова златно парче хартија, би рекла, бидејќи доаѓа од врвни уметници, луѓе кои посебно ги ценам, исклучително благородни личности, мои идоли, посебно господинот Јанко Узунов, маестро Јанко Узунов, кој ми бил идол од дете, незаменлива легенда на македонската музика, педагог, кој сите вие сте благословени, прво што имате такви талентирани деца, а вие и вашите деца се благословени што имаат ваков музички педагог, професор и слободно можам да го наречам втор татко, а со Жаклина втори родители на вашите деца. Затоа што една работа ќе ви кажам, денеска е многу лесно се човек да постигне и да научи, дури и без учител. Имаме интернет, секој дете може да застане на компјутер. Меѓутоа, она што професорот ќе ти го всади во срцето, како една сенка од цвеќе, и се зависи каква е таа сенка, каков цвет ќе даде. Колку тоа ќе порасне во срцето на едно дете, како ќе се развива таа музика. И ова не случајно го велам, љубовта кон музиката не е само љубов кон музиката. Музиката е и хуманоста се едно нешто. Токму затоа и Тоше Бог ни го прати како музичар, а од сето тоа што го испеа и го остави на овој свет, произлезе една голема хуманост, една голема благородност и која ќе продолжи како порака и како позитивна енергија уште многу векови после нас. Не верував дека вечерва ќе се прочита нешто за Тоши, малку навистина се вознемирив, како новинар кој ја следеше неговата кариера, токму од почетокот. Еве да речам како вашите деца лукави што сте сега на оваа возраст, така го запознав Тоше, до неговото заминување и чинам тоа беше некој паралелен живот во мојот живот, а и во животите на тие што го доживеа Тоше одблиску. Колкава е таа почестеност, можам само пред Бога да ја изразам еден ден што ми дал можност да работам со него и со вакви прекрасни луѓе. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека... Чекај, прво да те поздравиме за сето ова, ќе го рече. Браво, Валентина! Музичкиот талент исто така привилегија од Бога. Бог одлучува кој ќе има подобар талент. Сите ние имаме некаков музички талент, но некои деца се родени да бидат поталентирани и повеќе со песна да освојуваат повеќе срца. Меѓутоа можам да кажам дека ако рековме дека вие сте му дале златен талент на вашите деца во нивните гени, маестро Јанко Узунов им дава златен занает и златна љубов.
Ќе кажам само дека и хуманоста е нешто што произлегува од семејството. А сите заедно кога се здружуваме можеме многу да помогнеме. Според мене хуман човек е онај кој што сака, може и успева некому да помогне. Не само да даде, не само да подари, туку да помогне во вистински момент, дали преку совет, преку доверување некоја тајна на некој човек кога ја чуваш, кога му помагаш, кога е болен. Иако знаеме често пати да сме нервозни, да излеземе од себе, меѓутоа битно е во вистински момент на човек да му подариш тоа што му треба. Значи тоа што тој го бари, што му треба, нешто ти сакаш да му го подариш. Браво, браво. И сега да ви кажам, само, сега да ви кажам како јас ја запознав пред неколку години. Значи Вале доаѓа кај мене да напише нешто за мене и напиша вистина во некакви вестници за Јанко и така натаму. И ми вели, а можеш ти мене да ме научиш и да пеам? Викам, како не, јас можам се да те научам. И така се сретнахме, малко повежавме, поработевме, таа настапуваше некаде, така скромно, сега бидејќи таа е новина и така натаму. Ама за вечерва припремивме една песничка, и тоа вистинска интересна песничка, точно за Тоше, бидејќи оваа песна што сега ќе ја слушнете од Вале и од една убава гостинка сега со неа, таа е првата песна со која што Тоше настапил како дете на естрадата. Со таа песничка тој за прв пат се појавил во Крушево пред наставниците и ја пеал песничката "Наставничке пријателке". Ајде! Сега тука ќе се наговарам само уште една-две реченица, ако ми дозволите. Значи, песните се подарок од еден човек кон светот и затоа реков и се и хумана порака. Јас едноставно ги познавам кои се децата на професорот Јанко Узунов и на Жаклина Узунова. Навистина по лик ги познавам, бидејќи работам со многу музичари и веќе можам да ги оценам од прва. Меѓутоа ми зрачат со нешто топло и нешто вистинско во себе, токму како што е нивниот професор. И не случајно, кога треба да настапувам аматерски за свој кеф, ги избирам учениците од неговата школа. Во случајот, Маја и Александра ми беа придружнички и ние освоивме гран при во опит на Камео Фест. Сега за овој пат ќе настапам со една детска песна, како што рече маестро Јанко Узунов, негова песна, "Наставнички пријателке". Ќе ја изведам и ќе одглумиме малку со едно прекрасно девојче, еден талент многу голем, кој предпоставувам и посакувам да стане голема музичка звезда. Настапуваш на Славијански базар. Ја молам Магдалена Алексовска да се качи на сцена и нејзината сестричка ќе ни биде малку, ќе ни помага околу кореографијата. Наставничката и ученичката. По патот нешто мртво ти се гледам, и денес што ќе прави си нема, и денес пак ти дома што си немаш. Ке кажеш дека завод пак те боли, ке кажеш дека не спиеш до зори, ке кажеш дека ветра пак си немаш, отачно некој тебе се ти земал. Наставничка, пријателке, да моля карајте ме. Наставничка, пријателке, немоја ме карајте ме. Диретувам, верувајте, од утре ке сум најдена. Ете така времето си мине, од утре може најдобро ќе биде. Ума молив те така ке имаш, секој ден ти најдобра ќе бидеш. На крајот кога година ќе мине, твоите петки секој ќе ги види. Ета нема никогаш да мрдеш, твојки тројки не сакаш да Наставничке, пријателке,
te, od uvek su nagrena. Ne znatiške, ja do te, ne volame karajte me. Idem tuva, veruvajte, od uvek su nagrena. Bravo! Јануарски уписи за курсеви по гитара, естрадно пеење, теорија на музика, компонирање. аранжирање и друго. Наставата ќе започне на 1 февруари. Повелете на телефон 2670-538. Узун, музичко студио, естрадна школа Скопје. Сега и да ја оставиме малку простор на убавата Жаки. И малко е растажена. Почитувани, вечерва ќе изведам една композиција за која текстот го напиша маестро Јанко Узунов. Но имам чувство дека постои некаква судбинска врска помеѓу мене, нашата славеничка Вале и нашата убава водителка Кате. И тие вечерва не се случајно тука со нас заедно. Значи, ќе ја исперам песната Судбина како символична врска помеѓу мене и нив и сите вас присутни тука. Оваа песна беше изведена на фестивалот Филиграни 2013 и беше наградена од жири и награда за најдобар аранжман и аранжманот беше на маестро Јанко. Благодарам. Песната се вика Судбина. Важна песна за судбината на луѓето. Что зяре
Sudbina je dio život, sve što bilo i će bive. Sudbina je ljubavka, srećaka i tagata. Sudbina je dio život, sve što bilo i će bive. Ja si ti i ljubavka, srećaka i tagata. Sve samo sudbina. Bravo. Верувам дека овој аплауз е за солзите што капнаа кај Жаки. Нема да ви кажеме зошто, таа е посебно тажна овие денови. Имаше многу тежок случај и тоа е тоа. Тажна е, вечера мораме и да пееме, тоа е тоа. Да продолжиме со... Ајде аплауз. Да продолжиме со програмата. Животот тече, судбината е тоа, тоа е тоа. Животот е таков. Вака, Бојан Галевски и едно убаво македонско старо оро. Ајде, Бојан! Грешење малко добро свири, така ли тоа? Добро беше, браво! Јануарски уписи за курсеви по гитара, естрадно пеење, теорија на музика, компонирање, аранжирање и друго.
наставата ќе започне на 1 февруари. Повелете на телефон 2670-538. Узун, музичко студио, естрадна школа Скопје. Сега, нашиот шоумен, ако се сеќавате на прошлиот или предпрошлиот концерт, многу аплауз доливаше, убаво свиреше, да видиме сега што ќе направи. Мустафа Бајрам! Луки е четвърт степен. Той ще малко така завърши нашата школа. Готово! Браво, Луки! Уште еден виртуоз. Метина Мурич. И на нея се секавате. Таа лами прими диплома от нашата школа.
Тежка композиция! Нямате да играчка! Браво! И още един виртуоз! Александър Николовски! Януарски уписи за курсеви по гитара, естрадно пеење, теорија на музика, компонирање. аранжирање и друго. Наставата ќе започне на 1 февруари. Повелете на телефон 2670 538
Узун, музичко студио, естрадна школа Скопје. Сега ќе ги видиме јунаците од шоу инвестијата во светот на децата. Значи, Мики, Мини и Клоуну. Ајде! Ете, другари! Деца, сакат се да знаат, големи тајни откриваат. За забава и релаксација, голема едукација, сигурно повеќе ќе научи, драги гледачи. Дека се чуе, дека се знае, детската радост вечно ги трае. Светот на децата е вистинско царство, воде го царува големо другарство. Света на лицата, во светот на децата, со љубов во срцата, во светот на децата. Во светот на децата, уште една поздравувам за Мики и за мојот брат. Onda počnemo slikanje, ajde! Kako je mnogo lako, zagrejte se malko. Može niko da stane da igra, ajde! Специјално за сите вас, само за вечерва за овој хуманитарен концерт на музичко студио Естрадна школа Узун. Специјално за вас Мики и Мини! Мораме да кажеме вака, ние од светот на децата дојдовме право во светот на музиката. Овде не само музика, овде има многу музички инструменти, многу се свири, многу се пее, ајде малку и ние и заигравме. Другарчиња, убаво ли ви беше вас тука? А вас, другарчиња, дали ви беше убаво? Одлично. Сега, драги гости, ги повиквам сите гитаристи и сите учесници во програмата, нека дојде и Вале, и убавата Кате, сите да завршиме ова наша приредба, овој наш концерт со убавата наша завршица, песната за нова година. Ајде сите на сцената! Сите!
наши гитаристи, на гледачите кои сте вечерва овде во скалата, на сите гледачи на АТВ телевизија, на МТВ телевизија, на телевизија Сонце, сите други телевизии и новинари кои се присутни овде, и сиот македонски народ, среќна нова 2014 година и среќни новогодишни празници и божишни празници. Ајде сега сите заедно. She